Идните планови на градоначалничката Даниела Арсовска станаа претежок товар. Се косат со претходните на Петре Шилегов и се проблематизираат многу започнати капитални проекти. Дали таа со ова го загрозува јавниот интерес, да се има брз градски превоз и функционален сообраќај, но и дали во целост Арсовска ќе ги стопира овие проекти од интерес на граѓаните, а со тоа ќе го задуши и блокира сосема главниот град, е дилемата која е актуелна денови во јавноста. Континуитетот со работа и планирањето на капиталните проекти кои значат подобар живот и стандард на граѓаните во главниот град, никако да ги надмине суетите на политичарите на секоја нова градска администрација. Наместо планско развивање и модернизирање на метрополата со нови сообраќајници, мостови, но и современ брз јавен превоз, деновиве граѓаните се збунети од конфузноста на новата градоначалничка и најавите за стопирање на дел од капиталните проекти од претходната власт, меѓу кои изградбата на Бас Рапид Транзит системот и мостовите во аеродром и Карпош. Поранешниот председател на Уставниот суд Трендафил Ивановски вели дека немањето долгорочни стратегии за развој, но и слабата соработка меѓу институциите на централно и локално ниво резултираат единствено со штети за обичниот граѓанин. Ние имаме еден нефункционален правен систем кој за жал оди кон хаотичен систем, а тоа е општата слика, неодговорноста, неспроведувањето на земените задачи, поточно неспроведување на темелните принципи на Уставот, а кои се темелни принципи и вредности и на цивилизацијата. Нема демократија, нема соработка меѓу органите, нема помеѓу централната власт и локалната власт, а се тоа што се одразува на централно ниво или се што е општа клима, таа наеклатантно се отсликува на локусот, тоест на уредувањето на просторот, хуманизацијата на просторот, животната средина и на природата. Колку да се на други места е еклатантно, тука не може да се сокрие. Тука граѓанинот тоа е негов живот и најдиректно го чувствува. Поаѓајќи од тоа, се тоа вие што го спомнавте, може со двата примерка, доволно е само да се посочи. Имено, ако одиме од аспект на брзиот сообраќај по партизанска, одма се испоставува каде што е трасиран или поставен над главната водоводна мрежа, што го снабдува целиот град. Автоматски со тоа се укажува и на други прашања, меѓутоа е само тоа кога го гледаме. Колку народот е ставен во заблуда и кога ќе ги слуша двата елементи, и едниот и другиот е во тотална незнаење кој е во право, кој е во криво. Дел од стручната фела на урбанисти, планери и архитекти се состав дека е неминовна изградба на капиталните проекти од јавен интерес. Според архитект Мартин Пановски, мостот во аеродром како инфраструктурен објект е анализирана потреба и е неспорен, овозможувајќи му на градот флексибилност и ефикасност во поглед на сообраќајот. Било каква, кој тип на градба може да се стопира. Прашањето е зошто се стопира. Дали некој направил студија, бијќи вака малце личи дека целата работа е политичка. Ја сакам или ја не сакам. А подзади сите проекти стојат некои стручни лица кои што работеле на тие проекти, дале зошто треба нешто се направи или зошто не треба се направи. Во Скопје и во Македонија општо има еден долготраен процес каде што политичките фигури си даваат за право да кажуваат што сакаат или што не сакаат. Се не само како стручен човек, мене веќе и како стручно лице, али и како граѓанин, не би требало да ме интересира кој е градоначалник. За мене постои град Скопје како институција. Таа очекувам да има еден континуитет во работењето. Според Ивановски, законот за експроприација, но и нерешените имотно-правни работи, на кои се повикуваат новите градски власти за стопирање на градбите, не би требало да бидат пречки за завршување на објектите. По секој план, секоја урбанизација ги е должна да ги уреди претходно тие прашања, така да
и уредувањето на експроприацијата е во тој дел, така да не би требало, доколку има спроведување на планирањето, доколку имаме едно системско планирање, не би требало да се појават таквите проблеми. Кога се појават таквите проблеми, тие може да се измислуваат едно за друго, така да во еден случај ќе се јави центарот, ќе се јави органот од општината дека не може тоа да се прави, па ќе се јави градот дека може тој план да се прави, па централната власт сосема друго. Така и за овие објекти кои ги поспомнавте, така да сета оваа недоследност во спроведувањето на плановите, прво и во нередовното, недоследното планирање, но уште повеќе во неговото спроведување, секој го плаќа за жал граѓанинот. Архитектот Пановски е дециден дека оправданоста на мостот во аеродром е во задоволување на јавниот интерес и потребите на граѓаните и градот. Во моментов, ако зборуваме за мостот кај аеродром, буквално секој мора да помине под она железничка станица за да отиде во една населба која што порано беше една стамбена населба, па беше само за жителите. Но сега веќе не е така. Сега дури и жителите од другите населби одат, бидејќи има некакви други функции во таа населба. Така да градот е илузорно да стопирате ваков тип на круцијални проекти, заради тоа што аргументот да ви е дека нешто не е завршено или не знам, експроприацијата не е направена и така натака. Океј, направете ја. Зошто кажувате дека ќе се стопира? Кажете да, ќе се одоговлечи или што и таа. Али не можете да кажете дека се стопира или не треба уопште да се почне. Ако не се почне да се направи мостот, таа експроприација никогаш нема да има. Ако останат на проекти, кај нас само сакаме проекти да работиме. За Bus Rapid системот, како да ви кажам, тоа е единственото можеби решение во една сиромашна држава како Македонија. Поранешниот председател на Уставниот суд Ивановски појаснува дека ваквиот несериозен начин на однесување и постапување на македонските политичари е непродуктивен. Во конкретниот случај, новиот градоначелник, односно градоначелничката, смета дека не треба да се прави нешто, како што е директно за брзиот сообраќај. Иако тука се обезбедени и меѓународни институции и кредити и се, меѓутоа незините аргументи се дека тоа не треба да се прави со оглед на неиздржливоста на таквиот проект. Од друга страна, се заговара дека градоначалникот кој што го заговараше тој проект може да стане нов министер за урбанизам, за целата ова, за градежништвото. Со други зборови, може да дојде тој проект да го на ревизија кај него. Со оглед на тоа, тај судир, таа несоработка помеѓу централната и локалната власт, уште повеќе, непочитувањето на плановите, немањето на таа хармонија, немање на конзистентност, немање на одговорност, пак ќе се вратам на почетокот, воопшто кога се нема одговорност да се одговара за грешките и воопшто кога палијативно се работат работиве и кога ги водат луѓе кои што може да бидат и случајно упаднати во такви системи, тие системи изискуваат наука, тие системи изискуваат познавање и кога ќе дојдат, да не кажам, луѓе што не се судриле со тие проблеми да одлучуваат за тие прашања, проблемите настануваат уште повеќе. Во меѓувреме 25 минути постои прашање до кабинетот на градоначалничката Арсовска за тоа кои се незините планови за следната година. Дали градот има алтернатива за БТР системот, но кои се конкретните причини за раскинување на договорот со ЕБОР, како и тоа на чив терет ќе паднат трошоците од раскинувањето на договорот. Од кабинетот на градоначалничката и по неколку дена чекање, сепак не успеавме да добиеме одговор. Ова не е прв пат при смената на владеачки гарнитури да се стопираат некои проекти од јавен интерес за граѓаните од претходната. Во земјава функционерите не научија да бидат сервис за граѓаните, а интересот за поквалитетен живот и целокупен напредок на општеството да биде над политичките интереси и дневното политиканство. Госпоѓо Јанчева, вие како координатор на СДСМ имате предстојна, би рекла, бурна година. Најголемиот проблем, има два проблеми всушност кои еруптираа, би рекла,
околу 2 моста во Скопје и брзиот транспорт. И двата се уште не се ставени на седница, односно на дневен ред. Нема дебата околу овие прашања. Следната дебата ќе биде, предпоставувам, кога ќе биде на маса, на дневен ред ставен буџетот на град Скопје. Што очекувате точно тогаш од групата на ВМРО ДПМН? Па првата моја изјава како координатор на советничката група на СДСМ и коалицијата дадена до новинарите, што очекувам од мандатот кој што ни предстои, јас реков очекувам продолжување на проектите кои што се затекнати, за кои што има уредна документација, некои се доведени и до некоја фаза, некои се во почетна фаза, значи очекувам продолжување на проектите од претходниот градоначалник. А велите дека се тие веќе реализирани проекти? Дел од проектите се во некоја фаза. Некои се во почетна фаза. Так. Меѓутоа, значи се има уредна документација, сите фази се запазени. Уредна документација нема кога станува збор за мостот во аеродром. Имотно-правните односи, експроприација на таму постоечките имоти не значи немање уредна документација, тоа е фаза од проектот на реализација. Зошто на почеток не се изградиле, не се уредиле на почеток овие правно-имотни односи? Заради тоа што фазата на подготовка, значи имате фаза кога имате јавен повик за изработка на проект, потоа имате јавен повик за изработка на и изведба на тој проект, во тој период паралелно тече тој процес. Експроприацијата, како што кажа градоначалничката, јас жалам што не сме имале дебата, нели, досега, она што јас го зборувам сега, го зборувам врз основа на нејзините изјави кои што и јас и вие и сите граѓани ги читаме по пишаните медиуми. Не сте имале средба никаква? Не, е дека тие имотно-правни односи нема да се разрешат, предстојат и судски процеси кои што би траеле со години. Значи, ваквата изјава е прејудицирање на нешто кој што се уште не е отпочнато. Значи, ние имаме примери и во минатото, најверојатно ќе имаме и во иднината, кога процесите на експроприација течеле паралелно со изведбата на било кој проект. Значи, не е нужно на самиот старт прво да бидат решени имотно-правните односи, односно експроприација. Постапките и подоцна... течат паралелно, како што течат и сега. Дел од експроприациите се завршени, дел се во некоја фаза, дел се во друга фаза. И вие велите дека тоа ќе биде решено? Доколку се сака, може да се решат. Што значи доколку се сака? Односно и доколку се може. Треба и да знаеш како да ги решиш. Ние имаме пример кога булеварот Трета македонска бригада се направи, па фамозната перална заради експроприација остана и таа беше црна точка со години. Таа обврска? Веќе предходниот градоначалник го пушти, предходниот го пушти во употреба булеварот Трета македонска. На кого мислите? На Гоце Трајановски? Да. А пералната остана. Така? Меѓутоа, пералната повеќе ја нема. Сакате да кажете дека тоа всушност е обврска на градоначалничката? Апсолутно. Апсолутно. Зошто Значи, е тоа е важен? обврска на градот. Да. Тоа е обврска на градот. Не, вие сте Значи, дел од, тоа е како советник сте дел од градот. Имено, тоа е обврска на градот. Значи, проектот е на градот. Добро, и сметате дека тоа мазно ќе заврши на седниците, дека ќе се реши тој проблем и дека ќе се изгласа практично тој мост, кој нема да служи за ловење риби како што најави Даниела Арсовска. Несериозно е, мислам, да оквалификуваме една импозантна градба која што е насочна потреба на жителите на повеќе од една општина. Значи, првенствено на жителите од општина Аеродром, затоа што директно поврзува општина Аеродром и општина Газибаба, меѓутоа тука не треба да ги ставиме на страна и жителите од Кисела вода, кои што оваа артерија ќе ја користат што побрзо да стигнат од едната на другата страна на градот. И доколку колегиве, стручњациве од секторот за сообраќај направиле некоја проценка дека дневно по тој мост и по тој булевар ќе поминуваат во просек 20.000 возила, видите вие колкава е потребата на градот и на жителите од таков еден мост и такво едно булеварско решение на другата страна. Втората точка, тешка точка би ја нарекла и предмет на дебати, контроверзи е и брзиот транспорт или Rapid Bus. Тој проект е стопиран од страна на градоначалничката
проектот е најавуван и работен најмалку 2 години наназад. За тоа сведочат и ангажманите на секторите во град Скопје. За тоа сведочи бројната документација која што ја има овде и која што најверојатно градоначалничката има погледнато. За тоа сведочи и гаранцијата која што има дадено владата за одобрен кредит од Европската банка за обнова и развој. Европската банка за обнова и развој не е било која институција, за вие, ние, јас, било кој од позиција на градоначалник даваме изјава дека тоа е некоја институција која што проектот не ја интересирал, која што не го погледнала проектот и затоа замислете дала кредит од 70 милиони евра. Мислам, не е добро такви квалификации да се дава за една сериозна институција патем. Мораме да кажеме дека проектот е означен, носи назнака зелен проект. И од тука, мислам, сите изјави од таков тип, дека ќе нарушил животната средина, дека ќе влијал на здравјето на луѓето, ќе се намалело зеленилото, кога веќе имаме јавно презентиран проект во месец јуни и за проект за кој што и не македонската и европската фела стручна е консултирана и дала зелено светло, а тоа сите го знаат. Промоцијата на проектот беше јавна во хотелот Хилтон во текот на месец јуни. Ако некој не присуствувал, постојат видеозаписи од кои што може да се види како истиот е оценет, а потребата како проект не само за денес, не само за утре, туку за генерации наназад е од насочна потреба. Моето прашање е со оглед на тоа што Даниела Арсовска најави поништување на договорот со Европската банка. Дали тоа значи дека граѓаните се тие што ќе плаќаат сега одштета, односно секогаш така наречени пенали, секогаш се плаќаат казни ако се раскине некаков договор? Значи, како и да е, штетата во секој случај ќе биде на граѓаните. Скопје нема да добие бас рапид транзит. Скопје во 21 век... Не за пари ве прашувам, дали ќе има одштета? Ќе се бара одштета од Европската банка? Да, тоа ќе мора... Не ќе се бара. Европската банка согласно договорот кој што има... Значи да, деталите ќе ви ги соопшти градоначалничката. Вие не ги знаете? Ако има, во овој момент не. Го знаете договорот? Како и да е. Сте го видели договорот? Не. Не, тоа е веќе на ниво на влада, гаранцијата е дава владата и на ниво на градоначалници. Како и да е. И воопшто Советот не бил информиран за овој договор? Советот се уште не е дојден до фазата кога треба да биде информиран. Значи, Советот се уште не одлучувал, не носел било каква одлука во врска со бас рапид транзит, затоа што ни следува еден зад нас е еден период во кој што била таа подготвителна фаза, која ќе се премине кон имплементација, секако дека Советот би требал да даде свој став за тоа. Во оваа ситуација заради стопирањето, сето тоа нема да биде потребно. Да, на ниво на, значи бил тоа државен проект и подоцна станува откако ќе дојде Гаранцијата е дава владата затоа што парите не се малце. Да, и на маса кога ќе дојде кај советниците ќе се гласа. Ако дојде. Сега веќе нема зошто да дојде бидејќи проектот е прекинат. Прашањето кое ги измачува скопјани, граѓаните на Скопје пред Нова година е зошто Скопје не е во блескав сјај, во пол сјај, онака како што изгледаат светските метрополи, нема воопшто новогодишно украсување. Донациите кои се дадени, според градоначалничката Даниела Арсовска, се само за 3 улици. Вие гласавте за донации на град, како советници на град Скопје? Па токму тука е проблемот. Во една од моите изјави дадена ми се чини на денот кога ние ја држувавме седницата, а тоа беше 9 декември, јас спомнав дека очекував на дневниот ред да имаме приемна донација како што е ред. Значи Советот е органот кој што одлучува, кој што ги прима донациите и без кој што значи било која постапка не може да продолжи. Ние таква точка на дневен ред досега немаме добиено. Градот, велите, гледаме и ние дека е накетен многу скромно, оскудно, 1 до 2 улици, меѓутоа најверојатно и договорот за донацијата е таков да се накети толку. Донаторот... Вие сте прескокнати практично, прескокнати сте како советници да гласате за донација. Да, таква точка не е дојдена на според дневен ред. закон, да. Тоа е
тоа мора да биде реализирано. Токму тоа причини го спомнав јас тоа затоа што нашата седница беше на 9 декември, а градоначалничката го најави почетокот на китењето, кој што за жал задоцни, на 10 декември. И од тие причини тоа го спомнав, меѓутоа како точка на дневен ред го немавме добиено. Колкав и каков е обемот на донацијата, јас не би можела да ви кажам. Донаторот од медиумите разбрав дека е Линк Медија. Линк Медија, колку што знам, и соседната Приштина си ја украсува, така што најверојатно дел од оно што било наменето за градот Скопје и таму е отидено, меѓутоа тоа не е наша работа, нели? Ако сте прескокнати како советници, ако било задолжително да се гласа донација, дали подоцна може сепак да биде ставена на дневен ред оваа донација? Да видиме, денеска треба да стигне дневниот ред за следната седница, во она што јас како преглед за можни точки го имам веќе како координатор на советничката група добиено, таква точка немаше. Значи ќе побараме како и да информација, доколку ја немаме како точка. Ако значи е законот ако предвидува вие да гласате за донација, што вели законот ако сте прескокнати? Тоа градоначалничката треба да ја прашате затоа што во тој случај таа го прекршила законот. Да, но што вели законот? Кога се прекршува во таков случај закон, кои се последиците? Доколку е прекршен законот, нема, можно е да ја стават точката на дневен ред и одложно, што не е во ред, нели? Прво се прима донацијата, па потоа се имплементира она што е донирано. Да сепак да оставиме да видиме како ќе течат работите, можеби ќе имаме точка на дневен ред, да не прејудицираме однапред. Што би било, кога би било во случајот имаме 2 или 3 улици украсени и тоа е тоа, реалноста е таа. Добро, ви благодарам за овој разговор. Никола, во Македонија се води жестока, голема дебата која се однесува на лошата инфраструктура и на транспортот. Каква е ситуацијата во Данска? Дали луѓето, граѓаните од Данска се прилично задоволни од транспортот, од инфраструктурата? Дали се сервис всушност на граѓаните? Данската напредна и високофункционална инфраструктура е всушност клучот за успехот на оваа мала држава. Под инфраструктура тука мислам на патишта, мостови, тунели, железнички линии, воздушни мрежи, како и електрични, зелени и така натаму. Уште пред 180 години, кога е изградена првата железничка линија, Данска во континуитет инвестира и го надградува јавниот транспорт, особено транспортот со воз. Креаторите на политиките како имаат удел во инфраструктурниот план на државата, особено тој од национален размер. Бидејќи територијата на Данска е распрскан архипелаг, од исклучително значење е с инфраструктурните проекти за мостови кои ги поврзуваат главните острови и полуострови. Тука значено да се спомне 16 километарскиот мост меѓу Зеланд и Фунен, изграден 98 година, како и мостот тунел кој го поврзува Копенхаген со Малме, изграден 2000 година. За овие два моста, сите жители во Данска годишно плаќаат данок и пријавуваат податоци за тоа колку редовно ги користат овие мостови. Уште, Данскиот директорат за патишта ги мониторира сообраќајните состојби 24/7 во текот на целата година и ги дистрибуира овие информации преку различни платформи, како мобилни апликации и веб страници, но најбитно е дека оваа датабаза служи за проектирање на идни сценарија за подобар и побезбеден транспорт. Во Македонија, кога реков дека се води жестока дебата, мислев на политичките партии. Каква е улогата на политичките партии, дали има конфронтации во плановите и во реализирањето на што се однесува нели на инфраструктура и на транспорт повторно? Секако дека постојат нормално тензии помеѓу политичките партии, но инфраструктурното прашање секогаш е надполитичко, барем така се чини во Данска. Например, метрото во Копенхаген не е старо во споредба со метроата од другите европски градови, но едно од најоптимизираните и тоа е одлука која политичките партии ја донесоа 92 година, знаејќи дека едно метро не се планира, проектира и гради во време траење на еден мандат. Главната причина за изградба на метрото е да се прошири градот во индустријските и рурални делови југоисточно од центарот, но земајќи ризик дека граѓаните можеби воопшто нема да сакаат да се преселат таму, да инвестираат или да се движат со метрото. Овој политички потек, иако пројде неколку политички гарнитури,
испадна како еден од најдобрите проекти за градот, бидејќи оваа нова населба денеска е една од најатрактивните и најскапите во Копенхаген, проектирана од повеќе светски архитекти како Бjerke Ingels и така натаму. Политичките партии исто така влијаат и во помалите градови, особено кога станува збор транспортот, па така градовите како Архус и Оденсе имаат брзи трамвај линии кои ги обслужуваат градовите и преградијата безпрекорно. Се чини дека иако има битка помеѓу политичките партии, инфраструктурното прашање секогаш е надполитичко и секогаш е во корист на сите. Значи нема тука политички сопир. Никола Ѓорѓевски, ви благодарам за овој разговор. Пријатно.